Секретарот на општина Кочани Петар Апостолов одржа пресконференција на која ги информираше граѓаните за последната објава за оттуѓување на градежно неизградено земјиште. И во оваа објава најинтересни и најатрактивни се понудите за купување плацеви за изградба на викенд кукички на Пониква, за кои заинтересирани граѓани од повеќе општини од државата веќе пројавиле интерес, како и парцели за индивидуално домување. Продажбата на градежното земјиште ќе трае до 20 јануари, а почетната цена е 61 денар за метар квадратен. Во оваа објава имаме 14 градежни парцели за индивидуално домување и тоа во различни делови на градот, во населба Драчевик, во населба Усова Чешма и 2 градежни парцели имаме во ново формираната населба на Прокарк. А исто така и 2 градежни парцели за индивидуални куќи во Оризари. 7 градежни парцели, доста атрактивни, можам да кажам, се за изградба на викенд куќи на Пониква, за кои очекуваме дека ќе има особен интерес, бидејќи во минатата објава интересот го покажа тоа дека кај многу граѓани од Република Македонија постои интерес за купување на градежни парцели за изградба на викенд куќи на Пониква. Исто така во оваа објава сакам да напоменам дека има 3 градежни парцели атрактивни за изградба на индустријски објекти кои се наоѓаат во така наречената лесна индустрија во Белски дол и една градежна парцела во Керамидница. Инаку во последните неколку години интересот за изградба на викенд кукички на Пониква повеќекратно е зголемен, а меѓу новите собственици се и познати лица од јавниот живот во државата. Интересен е и податокот дека на неколкуте последни лицитации како купувачи на парцели повеќе се јавуваат лица од Скопје, Куманово и Штип отколку од Кочани и Провиштип. Тоа значи дека овој спортско-рекреативен центар котира и со новите содржини добива на атрактивност и привлечност. Бројките велат дека во изминатите години вкупно се продадени над 110 градежни парцели за викендички, меѓу кои 3 за хотели и 2 за комерцијални објекти. Кога кон овие ќе се додадат и 30 на легализирани викендички, се доаѓа до вкупна бројка од околу 140 објекти подигнати во овој планински туристички центар.